И со промена на името интеграцијата во Европската Унија е далечен сон. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски во интервју за весникот Независен предупредува дека Македонија во јуни 2019 година нема да добие датум за отпочнување на преговори за членство во Европската Унија ако продолжи со слабото темпо на имплементација на реформите. Според него реформите кои засега се само на лист хартија се далеку од реализација и се главна кочница за влез во европското семејство. Сакам да остане запишено дека 7 месеци порано предупредувам дека ако продолжи вака Македонија со ниско ниво на реформи и ако со променето име во Северна, понижена и ставена на колена, пак нема да добие датум за почеток на преговори во јуни 2019 година. Ќе бидам најсреќен доколку владата и Заев ме демантираат со својата работа и ова не се случи. Тоа ќе е добро за Македонија, но како што сега стојат работите, многу тешко. Николовски вели дека промената на името нема да ја подобри ниту лошата економска состојба во државата, која не само што не одела напред, туку и назадувала. Предупредува дека помалите банки би можеле да банкротираат поради новите даноци на депозити кои ги воведува владата. Апелира до власта да го повлече својот предлог за зголемување на даноци и воведување нови и вели доколку не го сторат тоа на следните парламентарни избори, ВМРО со формирање на нова влада ќе ги укинел на првата седница. Со воведување на нов данок на каматите на депозитите во банки се очекува да се створи негативен ефект кај штедачите. Каматите на депозити, особено ако се девизни, и сега се многу ниски и се под 1%, што не ја покрива ни годишната инфлација. Ако на тоа сега се додаде и данокот од 15% како и нестабилната политичка состојба, очекувано е голем дел од граѓаните да ги повлечат своите депозити од банките. Николовски се навраќа и на ветувањата на владата на СДСМ во предизборниот период. Тоа се 500 евра просечна плата, правда за сите, подобро здравство, образование, социјална заштита и попријатен живот. Она што се случувало сега била целосна спротивност на тоа и излишно било да се трошат зборови. Смета дека политиките на владата воделе само кон две нешта: иселување од државата и стимулирање на сивата економија. Двете погубни за еднината на земјата.